Оваа година армијата одбележува 32 години од своето постоење. Гостин во студиото на македонската телевизија е Тони Јанински, полковник, кој што воедно и портпарол на армијата. Добро утро. Добро утро, Бранко. Добро утро на сите гледачи на македонската телевизија и воедно да ги поздравам и сите припадници на армијата. Секако ќе ги поздравиме чуварите на нашата земја. Дали армијата на Република Македонија е тоа што беше некогаш и денес? Ние се трудиме да бидеме уште подобри. Како чувари на нашата безбедност и интегритетот на државата, која е наша уставна обврска, ние водно сме и горди носители на традициите на целата наша историја, која е многу богата. Токму и затоа ние го прослуваме овој ден, 18 август, во спомен и сеќавање на формирањето на првата поголема партизанска група во 43-та Мирчацев. Така да ние секогаш се трудиме да бидеме се подобри и на повисоко ниво да ги извршуваме задачите кои се очекуваат од нас. Што се очекува од армијата на Република Македонија? Која е низината задача, низината функција? Секогаш, како што реков, прво и основно ни е чувањето на безбедноста и територијалниот интегритет на нашата држава. Но воедно во нашата мисија и задачи се секогаш присутни и ние тоа го покажуваме на дело, помош на граѓаните и институциите секогаш кога тоа е потребно. Сега актуелно и потребно е, дали сте на терен во овие моменти? Да, за жал ние некако почна традиција секогаш кога го одбележуваме нашиот празник да имаме и потреба од наше ангажирање. Значи во овој момент веќе 90 наши припадници се наоѓаат на неколку локации во државата на барањето на центарот со управување со кризи, значи ги има во Кичево, Македонски Брод, во Јасен, каде што помагаме на институциите во справување со катастрофалните пожари кои веќе повеќе од 30 дена траат и морам да кажам дека и од почетокот сме вклучени таму. Хеликоптер исто наш денеска учествува, но исто така и минатата година ние на некој начин, што реков традиционално, значи помагавме во такви катастрофи и надвор од државата, односно бевме во Република Словенија. Дали униформата која што е привилегија и во денешно време се носи со истата чест и гордост како што тоа се правеше некогаш, да се биде војник беше предизвик животен, а потоа и општествен, дали задачата која што ќе ја добие војникот во денешно време со оглед на тоа дека имаме професионална војска, подеднакво се почитува и се исполнува исто како што беше некогаш кога се служеше слободен воен рок? Тоа мора да биде така и само така, никако поинаку. Секој еден наш припадник, и поранешни, и сегашни, се надевам и идни, кога ќе облачат униформата, имат веднаш некое друго чувство на уште поголема одговорност. Пред се кон државата и кон нашите граѓани. Ние тоа секојаш до сега сме знаеле да го вложиме својот максимум и затоа благодарност и на граѓаните кои секојаш го даваат на високото мислење за нас, односно довербата која ни ја овозможуваат согласно сите анкети до сега правени. Со оглед на додека денот на армијата на Република Македонија е внедела на 18-ти, може ли накратко еден историјат сублиматно на што досега се случуваше од 92-та, како се развиваше АРМ? Па ви самиот рековте, значи ние веќе 32 години сме самостојна армија, кој како таков празник го прославуваме пред се на 18-ти, кога ни е нашата централна свечаност во Охрид. Но и јас како што споменав, значи ние сме ни горди носители на традициите на нашите партизани и на нашите претходни великани и револуционери. Така да, накратко, јас би се задржал за овој поновиот дел, нели, овие 32 години, каде што нашата армија се формира по заминувањето на последниот војник од поранешната Југословенска народна армија, која беше дел од формацијата на заедничката тогашна држава. И веднаш ние во самиот тој ден, 27 март 1992, ние отпочнавме на некој начин да функционираме целосно како армија која да е постоела цело време, затоа што во суштина луѓето беа тие. Имавме капацитет во луѓе, материјалното секако имаше време за да се надополнува, но главниот капацитет, луѓето кои со нивниот влог овозможија полека, но сигурно да ја формираме оваа денешната армија, која патем речено имаше многу повеќе трансформации во текот на овие 30 години, кои се однесува пред се на форматски елементи, намалување, правење на една брза, мобилна
и поефикасна армија, но исто така и унапредување во смисол на прифаќање и имплементација на едни стандарди кои денес ги имаме заедно со нашите партнери од НАТО. Што беше најголемиот предизвик на АРМ во овие изминати повеќе од 3 децени? Секогаш нашиот предизвик, како што реков, е да се грижиме и да бидеме верни чувари на нашата безбедност и безбедноста на граѓаните на државата. За нас е предизвик и секој еден поголем обим на ваква природна катастрофа. Ние секогаш гледаме да го дадеме својот максимум, да овозможиме нашите граѓани да се чувствуваат мирно и безбедно. Така да не би издвоил некој посебен предизвик, меѓутоа сето она што се случуваше овие 30 години и кои исто така и нашите граѓани и нашата држава го чувствуваше како предизвик, тоа беше предизвик и за нас. Во однос на поставеноста, во однос на организацијската структура, во однос на она што се случува внатре во армијата, поставени се нови светски стандарди, НАТО е тука, членка сме. Има ли тука некаков предизвик, нешто што или некој остварување, достигнување, нешто што би сакале да го истакнете како момент? Предизвикот пред се беше уште пред 20 на години, кога ние веќе бевме на некој начин и спремни како долгогодишна членка на партнерство за мир и веќе бевме и во 2008 спремни да влеземе во НАТО, но знаеме околностите и причините кои беа поради тоа. Ние продолживме и со уште поеко темпо да ги применуваме тие стандарди кои веќе ги имаше во останатите НАТО земји членки, кон кои се стремевме да бидеме и ние. Но токму кога веќе дојде моментот пред 4 години да станеме полноправна членка, ние го искористивме целото наше знаење за еден мощен брз интеграцијски процес кој самите први луѓе на НАТО го посочија. За 19 месеци успеавме потполно да се интегрираме во војниот дел. Во војниот дел, односно дека интероперабилноста на командните структури, во командувањето, во јазикот, во опремата и оружјето, секако. Но тоа е процес кој постојано трае и кај нас, не само кај нашата армија, меѓутоа и во сите светски армии, трансформацијата е едно постојано што се случува. Да, постојано напредување. Дали АРМ учествува во меѓународните мисии, дали АРМ учествува во меѓународни акции, дали АРМ е дел, рамноправен дел од она што се вели, нели, воено организирање на НАТО? Така, апсолутно да. Значи, ние во потполното учествуваме во сите операции на НАТО или во народот, како што и познаваме мировни мисии. Како котираме? И таму одлично котираме, што може да се забележи од док некој ги следи сајтовите на операциите на НАТО како КФОР, како зајакнато и струјено присуство во Романија и Бугарија, ќе забележи дека речиси секој месец, секој 2 месеца некој од нашите припадници истакнат како најдобар поединец во текот на месецот. Што значи самото тоа доволно говори за нашата подготвеност на нашите припадници и начинот на кој ги извршуваат тие задачи. Во моментот учествуваме освен во мисијата на УНИФИЛ во Либан со штабни старешини, учествуваме и во мисијата на Европската унија Алтеа во Босна и Херцеговина со еден состав од еден пешадиски вод, 30 на луѓе. Меѓутоа и во операциите на НАТО, како што реков, во мисијата КФОР на Косово, понатаму во операцијата за зајакнато исторено присуство во Романија и Бугарија, како и во Литванија. Она што за припадник на една армија е многу важно, особено во овие современи услови на технологија, услови на развој на нештата воопшто на животот, е едукацијата. Имаме ли квалитетно едуцирани кадри, добиваме ли квалитетно едуцирани кадри и ги испраќаме ли на доедукација, на усовршување да бидат компатибилни со современото живење? Така, баш пред некој ден ние имавме промоција на една од нашите класи, на 24-та класа редовна во Воената академија, каде што значи по 4 годишно образование, воено образование пред се. Тие се ќе вклучуваат во нашите редови и понатаму продолжуваат со извршување на задачите, меѓутоа и постепено со текот на кариерата и до усовршување. Така да во нашиот состав, особено на оние кои се на повисоки позиции во генералштабот и во другите команди повисоки, еден од условите и законски, значи одлично познавање на англискиот јазик, кој се докажува со тестирање. Меѓутоа и за старешините пред се офицерите,
се поминува уште еден степен на командно-штабна академија, која во суштина е негде пандан на магистратура, како и понатаму генералска, односно школа за народна одбрана, која е веќе докторат. Такви ги имаме многу. Согласно планот се упатуваат на школување кај нашите сојузници во НАТО и ги извршуваат задачите во согласност со позицијата која имаат. Така да тоа постојано се прави, меѓутоа и на нивото на професионален војник, ние постојано се трудиме да имаме некои курсеви кои во странство и кај нас тие секогаш ќе стекнуваат нови знаења. Кој се може да стане војник, кој се може да биде старешина? Вие сте полковник, имали некаков бенефит униформата, имали некаков бенефит во животот? Ова професија не мора тоа да е материјално, туку ете воопшто. Па секако, еве, од мене лично, како што ме прашавте, значи јас сум веќе 30 од самото формирање во безбедноста, 30 години во армијата и мојот бенефит не би се гледал доколку јас не сум ја сакал ова професија, не би останал толку долго и ја чувствувам како моје чедо. Во однос на бенефитите можам да кажам дека да, со оваа армија успеав да научам уште 2 јазици, да се дошколувам во странство, кое е исто така голема придобивка, да стекнам многу повеќе вештини, кои претходно не сум ги имал и кои доколку би работел на друго место, секој дека не би можел да ги остварам. Материјалното рековте, нема да го спомнувам, затоа што и тука има придобивки, секако, но пред се она чувство кое секој оно што е носи униформата ја има и би требало да ја има, а тоа е дека со гордост сакаме да служиме на татковината и на граѓаните на нашата држава. Татковината е збор кој што малку се користи во современото време, меѓутоа мора да остане составен дел на животот. На крајот на овој разговор за прославата, за денот на Арама, што ќе се случува? Да, па еве веќе денеска, бидејќи е последен работен ден и нашите припадници во сите касарни го прославуваат 2 дена порано. Значи во секоја касарна... Со скратено работно време? Не, ние остануваме до крај. Со тоа што во 9 часот во сите касарни во нашата држава и во генералштабот имаме свечен собир согласно правилото на воен протокол, каде што се доделуваат пред се признанија, пофалници и унапредување на припадниците на армијата. Меѓутоа, исто така, како што испомнавте и како што во муаветот се провеа, значи наши припадници во моментот се наоѓа 90 луѓе веќе прославуваат на само ангажирање во гасење на пожарите. 180 луѓе се ангажираат во мировните мисии во моментот. Без оглед каде се, тие секој на свој начин го прославуваат овој ден. Централната свеченост ќе биде на 18, како и секојаш до сега, значи на самиот ден кој го одбележуваме во Охрид, и благодарејќи на вашата телевизија сите граѓани ќе можат да го погледат во еден директен пренос. Заедничка обврска имаме, а тоа е да ги бранеме интересите на нашата земја. Кошулите се надеваме дека ќе бидат јаките остро испеглани, дека ќе се представите во најдобро светло. Ни останува само да ви се заблагодариме што постоите како момент на општествениот живот и да ви се заблагодариме што армијата на Република Македонија и да ви се заблагодариме што одвоивте денеска време. Тони Јаневски, полковник, портпарол на Арама, 18 август, нека ви е честит, уште многу вакви денови свечености и да се видиме повторно. Благодарам уште еднаш, благодарност на македонската телевизија секојаш за укажаната поддршка на армијата, која исто така, значи, заслужна за ома ние што го имаме ренове, односно доверба кај граѓаните и уште еден поздрав до сите граѓани на државата и особено на припадниците на армијата.